Lokalните i regionalni патишта во истокот конечно приоритет, нов асфалт се става, речи си секаде. Најголема и по работа и по пари е активноста во Пробиштип, каде со 22 милиони денари ќе се реконструира централната градска улица Јаким Стојков. Со помош на Светска банка и Министерството за финансии обезбедивме речиси половина милион евра за реконструкција на улицата. Согласно проекцијата и согласно предвидениот рок за реализација на активностите, започнува реконструкцијата на оваа улица. Еден крупен инфраструктурен проект со кој што 16.000 жители на Пробиштип ќе добијат подобра модерна улица и ќе можат на тој начин да ги извршуваат секојдневните активности во подобар амбиент. Со работа се почна денес, а ќе се заврши за 6 месеци. Надеваме заедно со изведувачот, тоа е компанијата Жикол од Струмица, дека ќе успееме нешто пократко да го завршиме целиот овој проект и на граѓаните на нашата општина да им овозможиме подобра патна комуникација. Јаким Стојков е адреса на најзначајните општински и државни институции во Пробиштип, а кон неа гравитираат уште 14 други споредни улички. Од тука незината реконструкција им значи на многумина. Ќе биде убаво, како нема да биде. Па и тука и нашата зграда, ја живеам на оваа улица. Ќе биде многу убаво. А и треба. Добро да се инвестира во нашата општина, инфраструктурата. Мислам, че е добро, 4 локалните патишта ги заврши и ова беше редно да се заврши, да заличи малку градот. Добро да се направи, убаво е. Тоа е добро што се направи. Иначе се прошире, да има место секаде. Освен во Пробиштип, патна инфраструктура се уредуваше и во Карбинци. Денеска завршивме со поставување на асфалт на местото Баргала, односно од патниот правец, тунелниот пат Штип-Плачковица до местото Павијон на Баргала, во должина од 1 километар, во висина од 5 милиона и 100.000 денари. Парите се обезбедени исто така од Агенцијата за рурален развој по мерката 323. Во Виничко заврши изградбата на патот до Виничка Кршла, а веќе се најавуваат нови инфраструктурни проекти. Предвидено е да се реконструира и патниот правец Виница село Јакимово и дел од улици во населеното место Пеклани. Исто така во делот на инфраструктурата предвидуваме и околу 2000 квадрати поплочување на улици во градот Виница и во населените места. Во Штип пак во тендерска постапка е прибирањето на понуди за реконструкција на 7 градски улици.